Да уживаме и денес на Шанк. Добре ми дојдовте во нова дружба на вашето омилено местенце. Јас не верувам во антидепресиви. Јас верувам во добра чаша вино и дека ништо не може на светот да биде лошо откако ќе испиете цела чаша вино, а дека се ќе стане попрекрасно е после третата чаша. После целото шише вино, во виното е вистината и вие добивате и храброста покрај вистината да се јавите на вашата сопруга и да ја кажете дека сте во кафана и вечерва ќе си дојдете малку подоцна дома. После веќе третото шише вино, вие ептен имате храброст, веќе тоа преминува во лудост, да се јавите на вашата жена и да ја кажете да ве собере од кафана. За да ве собере од кафана вашата жена, која претпоставувам дека и не е така добар шофер, треба да ја купите добра кола, со која безбедно ќе стигне до кафана за да ве собере, бидејќи не смеете да пиете и да возите. Моите пријатели го имаат Hyundai Tucson, одлична кола која би рекле мажите, таква кола не се дава на жена. Баш напротив, колку поголема колата, толку полесна за возење. Така барем ми викаат. Со оваа кола и да удри нешто или некој, негде нема да и биде ништо. Се шегуваме, се разбира. Возете внимателно, посебно кога го зимате вашиот пијан маж од кафана и го враќате дома. Закажете уште денес средба и видете си го новиот автомобил кој многу лесно може да биде ваш. И многу важна работа кога ќе се вратите дома пијани од кафана, кога сум веќе кај пазарувањето, е да купите добро кафе. Оти претпоставувам дека вашата сопруга ќе сака да ве отрезни, за да бидете во форма да ја слушате кога ќе се дере и ќе вика по вас, затоа што сте пијано говедо, што секоја вечер оди по кафана и троши пари. Сигурно ќе сакате да се напиете добро кафенце додека ја слушате како вреска по вас. Во најлош случај таа нема да ви направи на вас кафе, затоа што е љута, затоа што сте пијано говедо, што секој ден оди по кафани и пие, ќе си направи кафе за себе и за нејзината најдобра другарка или пријателка или комшика на која со часови ќе се жали на тоа дека сте пијано говедо, што секоја вечер оди по кафани и пие многу. За добро кафе во вашата куќа треба да имате кафето од моите пријатели или, како што јас сакам да кажам, конечно вистинско турско кафе. Епа Македонија, останете на Шанк, немој да бидете вака нефини да не ме дружите и да ја запознаете мојата одлична гостинка со која имаме многу што да зборуваме. Ви ветив дека друштво на Шанк ми прави една преубава дама, амбициозна, успешна и млада девојка, која е пример за сите вие кои се чудите, дома лежите и не знаете што да правите со себе, како да направите пари, како да бидете успешни. Дами и господа, млада дизајнерка Ива Спасовска на Шанк. Добре ми дојде. Фала ти на најавата, прекрасна најава. Значи, најава која заслужуваш како млада успешна бизнес жена и за ова ќе наздравам. Ти благодарам за поканата што прифати да дојдеш. На здравје. Ти благодарам и на тебе. Го пробуваме винцево кое верувам дека ти се допаѓа. Многу убаво. Љубител си на црвено вино? Да, да. Така? Да, и здраво е пред се. Ете, гледате, човек што знае. Ја на сите им викам. Ама една чаша била само здрава. Има и големи чаши. Да. Постојат. Помирка ги си зимеме. Да. Пробуваме од нашите пријатели Вранец вино. Квалитетно сува црвено вино со изразена рубин црвена боја, со виолетови нијанси, се одликува со арома на шумски плодови и зрнесто овошје, богат екстракт и мек кадифен завршеток. Се служи на температура од 16 до 18 степени со печено месо и дивеч. На здравје, драги мои гледачи. Кажи, убавина. После може да продолжиме со јадење. Значи, сите убави нешта споени во едно. Ете. Ива е собственик на ателје Бај Ива. Да. Не верувам дека нема човек кој не те познава и не ја знае твојата работа. Тоа е тешко, што е одлично, меѓутоа јас сакам да се вратим од почеток на приказната. Кога за прв пат Ива открие дека сака да дизајнира облека? Всушност, уште откако знам за себе го сакам тоа, меѓутоа не сум знаела дека еден ден ќе бидам ова.
Навистина немав представа, сето ова беше спонтано. Почнав од средно да изработувам накид од средно училиште. Изработував посебно само за мене. Ни во ниеден случај не сакав за никого друг да креирам. Кога ти бара ги одбиваше? На почетокот цела година да. Вау. Се што изработував од ланчиња, обетки, аксесуари од секаков тип, сите тие се објавени на Facebook на мојата лична страна, така да може да се видат. Има преку 6 албуми по 200 и нешто слики. Од само неколку изработени парчиња, верувајте, има уште толку и колку што не се сликани, не се фотографирани, нарачки за клиенти. Еден ден, се додека еден ден не дозволував никој да ги носи, се додека еден ден не ме седнаа моите родители и кажаа што правиш? Чекај, дете, немаш ти без пари да сидиш по дома и да седиш. Да, како и да е на крајот од криштата чини овој материјал, што правиш? Јас сакав само јас да го носам и ајде решив да го споделам тоа и со другите девојки. Нормално почнав со некои цени и низ цела Македонија по брза пратка го правев тоа 2 години. Изработував кај стигнам, дома во Скопје, во Куманово, на факултет, пошто потоа продолжив на факултет. И продавав доста добро. Така, доста добри пари се заработува од тоа. Да. А облеката кога дојде на ред и зошто облека? Вака, почнувајќи од различни аспекти може да се види зошто. Моите гени најверојатно имаат многу голема улога тука, поради тоа што уште прадедо ми беше главен кројач во Куманово, на генерали, на команданти шиели и креирал, да. Потоа татко ми и дедо ми имаат конфекција, со тоа се занимаваа моите родители до пред некоја година. И тогаш јас имав таа можност да пробам да искреирам нешто што јас го сакам, а поточно тоа е корсетот, кој што не може да се најде во било која продавница широм Македонија, а при тоа да не е долен веш. Так. Да се носи како во моментот што го носам јас. Так. Со корпа, со необично топче скроено со мек материјал растеглив, туку баш цврст корсет кој што ќе може да се носи и за излагање. Да, а не само да го гледаме по пејачкиве што ставаат само убави корсети и се чудиме што е работата, а сум видела девојки што се малтретираат со купачи корсети, затоа што навистина тешко да се најде корсет. Так, да. Сега веќе го имаат местото, твојата преубава продавница, која се сеќавам на незиното отварање, поправиме ако грешам, пред 4 години, така беше? Така е, да. Добре сум во домашната. Имаше гламурозно отворање на продавницата, направи продавница буквално катче од бајките, сакам да ја речам. И секогаш сум се чудела дали и си живееш таму или тоа е само твојата продавница? Имав период кога живеев таму. Затоа што е преубаво направено, тоа е баш онака да си живееш таму, да си живееш. Живеев. Сега не живеам таму поради тоа што живеам на друго место, меѓутоа тогаш Ама беше каче каде што си беше важно од дома. Да. Дали си внатре дека оние гледачеве мои можат слободно да те побараат на Facebook Ива Спасовска, ателие Ива е страницата на бутикот, таму е се направено во принцеза стил. Дали ти сама декорираше се до најмал детал? Да, ателието содржи барок стил кој што е измешан со Барби стил, принцеза, саков како баш од соништата на секое девојче во правата смисла на зборот. Мене ми беше тоа желба од секогаш да живеам во таков простор и се случи спонтано кога еден ден отворив пробно ателје во Куманово кај моите родители, близу продавницата на моите родители. Чисто да видам како ќе функционира тоа, поради тоа што почнав со корсетите и почнав и со нарачки, доаѓа и од други градови во Куманово и тоа беше пробно и непрофесионално и одлучив да се преселам во Скопје. 6 месеци го изработував во Скопје ателието, заедно со помош на мајстори, меѓутоа имав проблем многу со нив поради тоа што ми нудеа зошто не си го направиш девојче, што толку се малтретира, зашто комплицираш? Зашто не си го направиш црно со црвено, викам. Не, обично. Не, црно и црвено не е за, викам, добро, ај може ли вака? Може ли ја да ви кажам само што да правите, а вие само изработувате? Значи си човек што кога ќе затрета нешто во глава мора да биде тоа. Да. Во хороскоп што си? Водолија. Водолија? Да. Значи сега роденденот каде и да е, треба да се прослави на Ива роденден. Да, спектакуларно, како секоја година. Да. Она што друго ме интересира поврзано со твојата професија се приубавите венчаници.
Значи, и тоа ми дојде како новитет. Голем чекор за млада дизајнерка, меѓутоа ти оди одлична. Фала ти. Значи, фала. фотографиите на среќни и задоволни невести го прават своето, но мислам дека дали е тоа најтешкиот дел од изработка на облака венчаница да се направи? Многу е комплициран, процесот е голем. Има многу разлика помеѓу еден тип на хаљина и друг. Меѓутоа, како венчаница, јас сум премногу возбудена да ја изработувам. Едве чекам да дојде таков клиент и веќе кога ќе дојде клиент, кога ќе ми рече дека посебно ме избрал мене за да да јас го искреирам тој фустан што таа иста личност ќе го носи еднаш и како, нели, тоа е нејзин посебен ден, јас барем така го доживувам. Сум превозбудена и повеќе од нејза, значи цела сум прво честито со среќа, нека ви ајде да се напиеме нешто, како што, кога е свадбата и сето тоа, морам да ја доживеам истата енергија на нејзе, за да се избалансираме, за да најдеме некоја НЗС златна средина, за да знам точно што ќе бара и понатака инсистирам барем малку да се одвоиме од претходните невести и мои, а и другите невести кои што се случуваат секојдневно кај нас, за да ми дојде и на мене на душичката добро. За да биде поразлично и од другите. Така. Она што уште сега се сеќавам, може ќе се сетиш и ти, фотографија, како јас Ива, всушност слушнав за Ива и разбрав која Ива, ми излегува фотографија на Facebook од девојка со капче, кратки панталони, чорапчиња. Таа ти е многу стара слика, вака кратки панталони, чорапчиња, некој убаво палтенце, мислам дека носеше, некаде беше сликана низ град и викам кој се облекува вака, бидејќи навистина беше храбра, се изгледаше баш како од магазин облечена, а и се имаше облечена овде за наши простори, што би се рекло. И те отворив на Facebook и ги видов твоите фотографии со еден куп на убава гардероба која може да се земе, да се добие и близу тогаш еве да не речам биле 15.000 луѓе кои те следат, сега се 30.000 луѓе. Да, добри информации се извлекла. Како се случи тоа да 30.000 луѓе е бројка. Значи тоа е бројка која што и ни пејачи, ни актери, ни глумци кај нас ја немаат, а Ива ја има. Како се создаде тоа? Додека си се собирали истите followers, следбеници, јас не сум ги приметувала. Не сум ја гледала, не сум знаела дека таква бројка постои. И случајно некој, не памтам кој беше, само ми рече ти си ненормална, отвори да видиш што се случува. Каде бе, што бе да видам? Цела потресена викам што се случува. Отварам и тогаш всушност се запознав пред година и пол беше тоа, кога се запознав со бројка од 14.000. Ми беше нејасно, несвесно се кренала бројката. Најверојатно по самите објавувања на слики, постови, самата моја изработка и тоа што го имам и го нудам јавно на светот, им се допаѓало на многу луѓе и секојдневно бројката си расте и навистина сум горда и ти благодарам што го сподели тоа јавно сум. Мене ми е задоволство и успех за некој така на толку млади години да го достигне ова. Дали всушност си популарна кога ќе во тоа период, дали ти падна чудно онака да те знаат сите, да те препознаваат, да реагираат на тебе, затоа што сме мала држава и кога некој има толку многу луѓе што секојдневно го следат, кога ќе влезеш во просторија знаат да се зашушкаат. Дали го почувствува тој момент? Или? Да, го имам почувствувано одамна, уште пред неколку години, уште кога изработував само накид. Многу млада популација ме следеше. Истите тие следбеници што ги изборевме сега, највеќе ги содржат девојчињата од 17 до 27 години. И јас сум многу горда и сакам, баш нив ги сакам. Да, затоа што тие се искрени и тие го разбираат онаа љубов кон принцеза и кон Барбика и таа кукла која толку сме се дивеле и сме гледале на неа. Така, ми се случувало и во дискотеки да, пошто јас нон-стоп излагам. Се најдовме дека муавето туча приеска, да. Дека ти излагуваме. Да, ништо друго. И ти поправаме крвна слика. Ајде на здравје. Да, крвна слика мора да се одржува. Убаво Винцево Ептер. И во дискотеки ги примети веќе луѓева дека те знаат. Па некој ме гушка, јас се чудам девојче, вика ти ли си Ива? Да, и тука се среќни и двете. Предавницата во Куманово функционира се уште или не? Не. Само значи Скопје е официјалното место за продажба на облеката. Да. Дали може да очекуваме ширење на повеќе ланци на бутици низ Македонија или
Добро, не представува проблем да се испрати гардеробата, што велиш ти сега. Кој да пуста, как ќе го пуштиш тоа кон него? Па не го пуштам, веќе ги прекинав А тоа таквите. прекина, Да, значи. исклучиво кај мене во ателје се закажува термин пред да се видиме и консултација, па потоа и договор за ако веќе е нарачка, меѓутоа имам и готови изложени фустани и исклучиво работам само во тоа место. Значи така. само на таа локација, Добра во ателје. информација за да се знаат оние кои се заинтересирани за Да, дизајнот да, и да. за она што ти го изработуваш. За ширење на ланец многу убаво звучи. Ама да Многу бидеме е реални, напорно, да. многу сакам, а се што се сака се може, па ќе И видиме. ќе биде. Сигурно. Имам приметено дека кај тебе карактеристично веќе во изработката на гардероба се оние, јас ги велам сирена стил на фустани, тој дел каде што горе е отворено телото со корсетот си надолу се шири па се стесно, се не знам да објаснам стручно, не ме бидува. Супер си. Меѓутоа мислам дека таа ти е заштитна нишка и оние модели на фустани со чипка каде што изгледа дека си гол, но ги имаш оние парчиња на важни места да бидеш покриена. Да. Луѓе знаат да речат дека е храбро да се облечеш така, јас пак гледам дека ти имаш луѓе кои купуваат и се храбри да го носат тоа. А се случуваш ли со проблем некој да ти рече ја ова не можам да го облечам? Како не, да. И Да. се убедувате или Не, таман работа јас да земам да бедам. Јас на пример би сакала некој да може да ми рече ти стои убаво земи го и реално да е така, а самата никогаш ми фали храбро за да облечам нешто. Па јас полека одам. Не смеам да го нападнам клиентот затоа што ќе си отиде. Така. Или треба да се караме. А не го сакам Ко тоа. сама историја, не гам Да, не бива. Да, сакам да ми направи дека ја го сакам. Така. Па во поглед на односот помеѓу мене и клиентот, тоа никако не се случува, поради тоа и затоа и имам само задоволни клиенти, затоа што не дозволувам да не е задоволен на крај. Ги давам сите опции и можности за на крај да излезе срекна и самоуверена. Звониш од 2 сат најче. Добро ли е, Марилјан, дој ге коригирам. Значи ти се верува дека после свадба ги памтам на станите и им пишувам пушти слика, сели е супер, Да. како луѓето реагира, многу ми е битно се. Браво. Битно ми е каква фризура ќе носи, која шминка, штиклите слика ми ги на Вибер и она, истата таа клиентка ми пушта, може ли Ива да ти сликнам да ми кажеш дали одговара? Се ми интересира. Штикливе ги спомена, преубави чевли имаш, ги произведуваш и чевлите ги се твое дело? Не. Не? Инаку Јас имам- морав да прашам. Овие не, меѓутоа имам изработувано веќе поради тоа што калапот му е потребно машини, индустрија цела. Немам како се прави, ама убаво звучи, правам штикли, убаво звучи. Ги изработувам, ги украсувам, од стари правам нови, Така. ги Декорација. адаптирам на На тоа веќе што им готови. треба. Да. Одлично. Да. Пред да спомнеме ревијата, морам да прашам и за облека на кутренца. И јас сум собственик на куќа. Имаше едно време на Твитер се смеев, прочитав некаде, аман доста ги облекувате куќињава, моево мисли дека сме сиромашни. Правиш веќе? Машко или женско? Па, моето е женско. Ја имам малтешка подлица. Стварно ли? Да, Готово, има да, фустан да. од мене. Ете, Има фустан. Сара доби така ми слика Готово. куќава. Значи, да не речеш дека не те И мислам. снимано е, И снимано сега е. мајка ми од таму гледа и вика, толку ти Сара само за галење, кога треба повеќе да се носи, јас се малтретирам. Она е секој утро со кафето, нагуше по пењуар да излезе со куќа. Куќа сакала да има. Да. Или родителиве Да, секогаш. да. Ама најголемиот товар од некогаш се случува да остане кај нив. Тоа е. Очо, мамо, јас подобрувам крвна слика. Слика. И ми е малку проблем да останам Да. во 8 сат. Таму он помогна. Работиш и по порачка, значи за клиенти изработка на облека на куќиња, така? Да, исклучува на женски нормално. Така, зошто не и на машки куќиња види дискриминација? Всушност имам 2-3 направено и за машки со лептер машничка, а и Тој кога сега сакам да прашам за на свадба, убава куќава, моја количка праша свадба, сакаше куќава да биде облечена со лептир машна. да, и посебно Да. за такви пригоди, да. Епа супер. Имам Тешко е тој дел или интересно е? За кучиња не е тешко воопшто, најсладко е мала површина, само треба да ја наполниш. Веќе имаме теркови, само по мерка, мора да дојде да земам мерка. И куќава да се почувствува Да, баш да, како да. клиент. Ревијата, најубавиот дел. Конечно, Ива направи голема официјална ревија. Сега баш правевме ова се доинформирав. Покрај неа неколку мали. Колку време се припремаше за ревијата и дали ги се исполнија твоите очекувања? 90% се исполнија очекувањата. Всушност мислам дека не би ни требало 100% да се исполнат, затоа што тогаш ќе се заврши приказната. А сега вака ланчана се надополнува се повеќе и повеќе. Со оглед на тоа дека ми е прва официјална голема ревија, имав огромни тешкоти при реализирање на истата, меѓутоа
Никогаш не се жалам, затоа што јас сум таа што сум се избрала да го правам тоа. Организирав сама, се беше на приватно поле, буквално покриено од моја страна. Заедно со мене учествуваше и мајка ми со изложба нејзина, поради тоа што е уметник. Таа слика, значи вие сте си Сликар. уметнички души. Да. Да. И тоа пред 3 години дозна дека го поседува тој талент. Се гледате, слушате, драги мои, ја реков од Ива ќе научиме многу работи. Точно никош не се знаеш што поседуваш како талент. Никогаш. И релаксирачки претпоставам и вие. Многу и беше и најверојатно и требаше да стане сликар. Како и доби потреба да стане сликар. Одлично. И додека јас се представив со 30 креации, таа се представи со 100 нејзини дела. Ме стигна многу бргу. Јас со 4 години искуство, ајде и плюс 2 години во Куманово. Да. 6, меѓутоа мајка ми со тогашни 2 години искуство. Добро, ако за поздрав и за поздрав и за подршка. Ива, дали зошто толку време ти требаше за ревија? Јас мислев дека и многу порано ќе дојде таа ревија. Бидејќи сите веќе те научивме, продавницава исто ти ја научивме, начинот на твојата работа, никако очекував како дека побрзо ќе дојде таа ревија, а ти као не устави, чекајте луѓе, ама сега те замислувам дека си била онаква целата, ќе ги бирам јас од манекинките, секоја јас ќе ја одберам, секоја гардерова. Таков човек ми изгледаш, она деталиста. Да. Тоа беше причината? Не сум до толку перфекциониста. Сакам од точка до точка да е по мое, меѓутоа нешто кога не може, јас сум свесна дека не бива, дека тоа веќе доколку би било би преодилело во болест. А зошто толку време чекаше за ревијата? Зошто 4 после 3,5 години веќе тогаш. Најпрво кога го отворив ателието, првите 2 години на поинаков начин гледав на работите. Пробував да покажам на јавноста што знам и да го изградам она име кое што сега можам да кажам веќе дека е. Бев скептик воопшто со ревиите, не ми се допаѓаше начинот на кој се представуваат другите и мислев дека морам така да се представам. Веќе кога сватив дека може поинаку, веќе наредната би била и уште поинаква од оваа. Спремаш? Има нешто? Психички се спремам, активно никако не можам да уклопам ни еден чекор кон тоа, поради тоа што имам многу други обврски. Меѓутоа, дефинитивно ветувам дека ќе видите нешто. Сакам да бидам прва што ќе дознам, за да можеме ексклузивно да дојдеме и да снимиме таму. Да, било интересно да ми риви од кутренца да прошетаат со гардерова. Јас си излегов со куќето. Да, те видов, ти беше со куќето. Она беше трудно тогаш, мрда во нејзе, тоа беше, значи, морам да го кажам. Многу се извинив отпосле, меѓутоа ми прости. Да, моделот беше труден, ама уна мислам дека единствена трудна манекинка што така добро прошла. Да. Одлично. Сега, доколку би излегла со двете, поради тоа што сега веќе нема керка. Така. Да. Добра ти е идејава, јас имав и друга идеја плюс, поради тоа што правам и со бепчиња и за бепчиња, за наши. Те пофали се, гледаш, јас не знаев за бепчињава, не знаев дека се прави исто облеки. Уствари имам слика видена, ама не бев сигурна. Да, за крштевки, за свадби. Внесуваш новитети цело време. Така освежуваш од накид до корсети, до целосна облека, до венчаници, до облека за кучинцата, до облека за бебињата. Да. На машка облека никогаш не би се преориентирала да правиш? Помислувам, искрена ќе бидам помислувам, поради тоа што многу ми бараат. И тоа бараат жените и девојките на машките. И некако уште сум нерешителна затоа што сакам да го спознаам тој дел. За разлика од женскиот дел, сум сигурна затоа што јас секогаш и совети на другарки давам прво размислувајќи ги јас како би реагирала. А како тоа да го уклопам со машкиот свет, како јас би носела сако машко и некако... Да, потешко оди. Да. Мене ми падна на памет затоа што многу е проблем да се најде синхронизирана облека на машко и на женско за на свадба. Машни им правам. Барем нешто и врзува. Нешто има услуга за вас жени од Ива, кога сакате на свадба да знаат сите дека он е зафатен и е со тебе. Да. Тај му електримашна иста боја како твојата и да се знае дека е твој. Ете. И после ќе ми речат дека дизајнериве не можеле да успеат во Македонија, ти си пример за тоа дека можат да успеат и заради тоа те почитувам од тој аспект, заради тоа што покажа дека некој толку што е млад може многу брзо да постигне успех ако работи напорно и дека може да се живее и од оваа професија, која некој рече не може да се живее дизајнер во Македонија, зошто да не може? Ако работиш квалитетно и посветено, еве доказ дека може да се успее. Те плаши ли успехот никогаш да си речеш Ива?
Не. Уживаш? Не, мене ме плаши само фактот, не фактот, туку помислата, а доколку би застанала што ќе се случува со мене. Дека си воркохолик, претпоставувам. Не сум воркохолик. Не? Многу шетам, многу излагам, многу Како постасуваш тоа може би делувам на воркохолик, може би делувам дека немаш застанато, мене ми изгледа дека не излигуваш од ателие, дека си затрупана со работа цело време. Имам добар тим кој што ме заменува онаму каде што сакаш да одмориш малку. Каде што средувам крвна слика. Да, меѓутоа добро ги имам научено да ме пратат. И уште многу ми требаат или истиот тој тим или многу поголем, за да би можела да одам напред, поради тоа што до пред некое време сакав се јас да изработам, а сега веќе ги учам истите тие да изработуваат за мене. Успешен менаџер знае да изменаџира работата на сите за да може да постигне. Да, меѓутоа верувај дека имам на приватен план еден куп други ситуации што ми се случуваат, па и друг бизнис водам во моментот напоредно. Смее да се откриваат детали, ништо да не се пофалиш или ќе остане така? Во следна прилика. Ајде за следна прилика, ајде. Ако веќе не те плаши успехот, дали мажите ги плашиш ти нив за твојот успех? Имаше проблем со мажите кои јас докажувам до ден денеска дека ние другчие реагираме на жена која е независна. Си имам свој пари, си имам свој бизнис, успешна сум и не зависиш од тоа во иднината да некој друг те чува, што не би требало ни една жена да го прави тоа. Меѓутоа, дали се почувствува некојаш дека мажите едноставно се плашат од ваков тип на жени? Дефинитивно да. Да. Само тоа ми треба, само толку. Да. Благодарам. Колку си искрена како човек. Да, Многу си искрена секогаш. И убаво ми е секогаш. кога сум секогаш. Сега ќе ти тестирам, знаеш дека имаме игра во емисијава. Ајде. Табличкиве се за одговарање на неколку прашања, јас ќе ти правам друштво, затоа што вака во Долија близнаци си одговараме, се уклопивме. Вела дека најубавиот дружење може да излезат тие два хороскопски знаци. Не сум лошите близнаци, јас сум од оние ќе. Да, вела дека сме слични. Само вие сте неразбрани, ние сме невоспитани. Тука не, исто. Се шегувам. Вака, првото прашање. Никогаш не сум лажала за годините. Сум. Да ги гледам постар од години, што ги имам и некогаш имала потреба да се подмладам, знаеш, не. 28 ќе речам. Не ти изгледам на 27 ме гледаш што реакција. Уна како изгледа помлада од мене, тетка Ивана, ја напатана сум бе дете, јас секоја вечер сум со крвнава слика проблеми. Затоа тоа да следиш. Никогаш не сум пеела караоке. Сум посебно кога вака пијам вино и пеам, така? Да, и јас си Имаш пеам. глас за пеење, барем? Малку. Јас имам, Јавно си кажувам малку. Ама се трудам. Ама имам. Ама тоа е Ама немој да ме тераш да пеам. Не, никако. Никако сакаме да изгледат емисијата до крај, ни јас ќе пеам ни ти. Никогаш не сум кршала чаши во кафана. Ау, не. Не. Како Не. ме реагираш ти кога ќе те погоди песна вака во срце? Пеам и играм многу. Добре, значи може да те викнам кај мене дома дека малку чаши има. Да. Може да дојдеш. Никогаш не сум пратила порака погрешка, ама онака нека добра содржина да биде напишана. Леле. Погрешка да стигне. Да? Ќе ни откриеш Ете, детали како или сме не се слични. открива нешто од нешто? Ау, немој. Каде стигна барем? Каде стигна пораката? На човек од работа с клиент, некој клиентка, нешто... Не, на многу погрешно место. На дечко, а не требаше да му пишеш тоа? Да. Се случува и ми не ми се Значи, случува. зборам порано, немој сега да биде. Да. Ова се одговараме на прашања од порано. Никогаш не сум направила гола фотографија, не модерните со мобилен на огледало. Не сум. Што? Не сум гола фотографија на огледало, дали што се случи? Гола си имаш слика нака пред огледало сама за себе, за своја душа. Ја не сум се страв ми да се погледам во огледало. Стварно не сум се. Не сум се сликала гола и плюс се испаничив со ова дека не знам ми се прикачуваат сликиве на Dropbox, па и кој има пасворд од мојот Dropbox, па се заладам и јас. Никогаш не сум се тепала. Сум. Не очекував.
Имаш степено? Со брат ми. А, не се рачуна, брат ми имам скршено. А. Брат ми да знае. Не. Принцес стайл. Да, јас исто мислев дека сум принцеза. Ракијата не мислеше така и... Не. И од тогаш не пијам веќе ракија, име зато сум на вино. Добро. Никогаш не сум била на нудистичка плажа. Не. Тоа ми Нисум е и јас тотално била, да. безвезно. Немам што да понудам, не сакам ни да видам што имаат да понудат. Неќам. Никогаш не сум раскинала со порака. Сум, Јас. Ама можеш да Лош. пуштам и некој друг да ти раскинам. Сега барем сум пишала, не сум Да, барем фер. Мажите не пишуваат, тоа секогаш го објаснувам. Да, ние на сме жените. барем фер. Така, те нервираат како сега да го откачам, никога да го гледам. Има некој што не се ни замара да ти пише, значи едноставно престанува да ти се Така, јавува. он барем те знае. Ние барем пишавме порака. Така е. Значи, никогаш не сум била пијана. Така е сека. Не, ајде двете вакви. Ајде. Не сум, живи Не. се, не лажам. Не сум била пијана. Расположена, да. Да е така. И она што знам дека можам да те прашам затоа што си ми многу весела расположена, никогаш не сум правила пластична операција. Ау, сум. Ја не сум уште. Ива беше единствената девојка која си направи торта по повод на таа пластична операција. Гледаш како паметна. Леле, каде го најде тоа? Јас кога викам гости во емисија, Мајка ми ја направи. Јас се проверувам. Не, значи јас уште Како тоа е најде последното тоа? прашање. Да се разбереме само. Мислам, правиме муабет, имаше сега слика стајна торта на Facebook. Јас сега не можам тука да ни правам муабет за тоа. Ива си Морам ја направи покажеш. гради, така и слика да беше со гради. Јас викам девојчева е легенда. Мајка ти го направи тој дел Мајка со ми тортава, да. Сама си направи торта, си направи прослава, знам по повод, многу се смеев. И онака ептен се расположи и викам браво за девојчева, уникатно. Ја на пример секогаш ја ќе направам журка ако некојаш во животот не дај Боже се разведам, ја ќе имам журка за разведување. И торта на разум. Торта разделена. Да, и сеќавам. Градиви исто сум планирала да ги правам, затоа што јас сакам од подмишка да го соберам тоа, за да понапред таман мислам дека ќе дојде, за да не се малтретирам вака. Да го избалансира. Се шегувам. Многу сакаат, има многу што сакаат, меѓутоа и многу им е страф. Да, ама предпоставувам дека е болен процес, не сум се планирала да се. Воопшто, утре во диско. Така? Да. Зависи каде го правиш тоа. Ја не Ке знаев, да. професионалци, Кај професионалци ако еден направиш- ден и толку. Ете, ја сум. Ама јас имам само за едната, пари за другата немам. Ама зашо може втората ќе се извади со првата, ќе се извадат парите од првата за втората. Ау, Или не. онака, му викаш Не, собири си пополека, ама сигурно, На дечко ми верувај. викам, слушај, ја ќе платам за едната ти за другата, ти двајта да ќе ме корист. Не може само една. Сега малку посериозно дека сме при крај. Дали остане нешто што не споделивме, нешто што сакаш да го принесеш, да го кажеш, да го чујат? Се исцрпив. Па, ти си ми многу интересна, фала ти, многу сум срекна што Симона уште имам кога ваква дојде, можност. Симона ќе ја поздравиме. Симона твоето Да. заштитно лице, пејачката Симона Поповска, нема кој не ја знае. Така Уште е. една убава девојка за облакање, згодна се таман. Така и е. уште она кога дојде што тогаш беше во план, ама некако се фати со пауза со сезоната, Да? со ова и еве сега конечно Ива е овде. Значи, ќе остане само да ги повикаме во ателје кај тебе. Да, Сите што сакаат да се дотираат и да изгледаат убаво, да. да не викнеш на ревија. Обавезно, тоа е обавезно. И да почнам со подароци, мојот омилен дел. Се ја спремам на шанк што личкава за тебе, Пан Принт ни ја направи и Леле, оди кај тебе во фала ти. ателје. Обавезно. Заради тоа што Ќе сликам. секогаш, да, а Ќе не само објавам. за сликањето, секогаш гледам дека ги пречекуваш со чоколади, со бомбони во студио, со кај тебе убави на човек да дојде, ама да не е на диета. А не, Винцева. јас им викам, јас ке ве средам имам финти. Супер. Вие стоматот јадете мој чоколадка, доаѓам кај да сте сретни. Ова е за тебе. Леле, за крвна слика. За крвна слика да ми Фала улечеш ти. обравчиња црвени следен пат кога ќе се видиме да ми бидеш така весела. Моите пријатели мислат на тебе и уште Фала едно ти. цело кесенце овде богатство. Што е ова? Тука Ива има кондоми. Да бидеш Како безбедна. како ми ги кажа сериозно? Не, да си, значи јас сум сериозна за овие работи. Значи тука има кондоми од моите пријатели, неколку пакетчиња, онака јас дури ти ги отворив за да ги видиш побаво, го отворив пакетчето Да ми стане видиш, јасно што да е ми стана тоа. јасно. И да ти улеснам да не губите многу време на отварање. Се губи многу од романтиката на тој момент. И нормално за да пиеш кафенце,
затоа што си ми нежна, еве една преубава шолја од нашите пријатели направена во Париз со убав стил и еве го и кафенцето, така убаво луксузно спакувано, добро и цела кеса кафења за тебе, Ива, затоа што велиш дека си хиперактивен човек и за хиперактивни луѓе како тебе, претпоставив, значи. Фала ти многу. Ти благодарам многу што дојде во емисија. Изгледаш феноменално. Гледам дека на се си има белек, дека си е бај Ива. Да. И просто и моите гледачи ќе те обожаваат, сигурна сум за тоа. Ми ја разуба емисијата. Исто и ти на мене. Драги мои, пред самиот крај имаме уште малку до одјавата на емисијата, останете со нас. How you feeling? Happy? Tell me how you feeling? Happy? We about to do this cause we happy, 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 happy. Deluxe. I'm alone if you Is it minute? happiness is the truth. Because I'm alone if you know it. Happiness is the you. No, no. I'm alone if you feel like Елит за мали и големи. Вистинско кафе за вистинско уживање. Пред самиот крај на ова убава дружба на Шанк, секогаш ќе ве потсетувам на многу важна работа кога водите љубов или имате секс. Бабата сега ќе го исклучи телевизорот. Не, нема да бидеме безобразни. Напротив, ќе бидеме корисни, затоа што едукативно ве потсетуваме дека не знаете со кого спиела пред вас, втор си, и таа не знае вие со кои сте спиеле пред нејзе, не ти е 200, ама така ќе ја кажеш. Како и да е, дечки, заштитете се, користете кондоми кои нема ни да ги почувствувате додека водите љубов, кондоми кои ќе ви го зголемат задоволството и ќе можете да бидете безбедни додека водите љубов и да не се плашите дека ќе станете татко и конечно ќе мора да се смирите и вашата мајка ќе биде многу среќна. Океј, сега веќе кога научивте да се заштитите, време и да ве потсетам како можете да имате ваква убава шолја со било каков надпис што сакате. Значи не мора да биде на Шанк, ако би било задоволство да имате ваква шолја да си пиете чај во неа, вино. Зошто да не би вино пиете ваква шолја на работа? Шефот, што правиш? Еве, шеф е сок од боровница. Пан Принце, моите пријатели кои вака убаво ми го чуваат студиото, ми го декорираат, ми го средуваат и ми ги прават овие убави шолички за вино, кафе. Кафе, директора, кафе, сок од боровница. И сега, мојот омилен дел за кој често знаете да искоментирате, ама јас си понатаму упорно ќе си продолжувам со споделување на, според мене, смешни и интересни твитови кои би сакале да ги чуете, да ги ставиме додатна опрема за твитови или за врапчето Милетна, заради тоа што не гледам, знаете дека сум ќора. Канта Сирење на Твитер го сподели ова. Новите коли сега сами се гаснат кога застанеш на семафора. Југото тоа го прави веќе 20 години. И кажете после дека технологијата е напредна, Југо си е југо, кој возал знае. Олимписка дисциплина, според оној со брадата, е трчање по пиво од 5 до 19, заради тоа што алкохол по 19 часот сакаш, ама нема, или може, ама нема да ти дадат фискално. Ние двајца многу можевме, ама среќа немавме, па се земавме. Поздрав до Мила Паника. Тоа е, среќа немаш, па ќе се земеш. И така. Џорџ на Твитер вели: светот се врти околу тебе само кога си пијан. Да се повртиме. Poison Ivy ми се допаѓа со тоа што направи одлична компарација и објаснување за тоа како Меланија и дала подарок на Мишел и аматерите се чудат. Нормално бре, кај сте виделе човек од Балкан да оди негде за прв пат со празни раце?
Поздрав до Меланија. Јас сум Југословенка, сега сите сте Југославија, Претходно беше, немој да ме викаш ЦФРЈ. Драги мои, ви благодарам што бивте на Шанк, ви благодарам што не убаво проследивте и слушавте, но ќе снимаме од едно преубаво место во Македонија, ќе направиме одлични прилогчиња во еден од најубавите хотели според мене, каде што ќе се зрелаксираме и ќе знаете од прилозите што ќе ви спремиме таму. Вие следете нередовно на Facebook, на Шанк со Ивана Наскова, следете на YouTube, гледајте ја нашата емисија, гледајте ги репризните изданија и во секое време знаете дека можете да се подпрете на нас, може да се подпрете на Шанк. Ве сакам, чао! Ви ветивме дека нешто интересно ќе се случува во оваа емисија, еве не во Берово, во хотел Манастир, кај домакините Дина Муцунска. И благодарам на тоа што не поканивте прво. Благодарам што дојдовте. Убава трпез да имаме вечерва, ајде да им презентираме на нашите гледачи што традиционално од деликатес на вашиот ресторан во хотел Манастир ни подготвивте овој пат. Овој пат на мени го имаме качамакот со клиси, имаме пиперка полната со урда и имаме палачинка ала Манастир. Одлично. Карактеристично за нашата храна е тоа што е еколошки одгледана и подготвена во локални специјалитети, кои што се карактеристични за нашиот крај. За качамакот ќе кажам, качамак прават секаде, но како нашиот никаде. Бидејќи пченкарното брашно е мелено, пченката, односно за да се добие пченкарното брашно е мелена на воденица на камења. Тоа е куриозитет за нашиот качамак и е подготвувано од домашно кравје масло. За месото наше, за клисиве, кои што се всушност свински парчења, така некако. Нашето месо е, нели, беровското исто така со посебен вкус, бидејќи, како што кажавме, одгледано повторно на подневие, да, млечните специјалитети покрај кравјето сирење, овчето сирење, исто така урдата е наш специјалитет. И палачинката ала Манастир, која што е со различни приливи, односно тука кој имаме и шумското, сладкото од шумски јаготки, и од малини, диви капини, и сладкото од сливи, така да сето тоа ни дава посебен вкус на оваа наша палачинка. Ми фати око се и одвај чекам да си почнеме со вечерата и да ги поканам нашите гледачи, оние кои се уживатели на убава храна, на наша традиционална храна, да дојдат овде и да ги пробаат вашите специјалитети. А од сестрите ќе ти заблагодарам на поканата и ќе уживам и во понатамошните емисии во најубавите специјалитети на ресторанот во хотел Манастир. Ајде, Дина, ти благодарам и да повелиме. Ајде.